православното монаштво и сихастичко монаштво. И сихастичката молитва, кажана со помош на бројаница, е еден од најстарите начини на молитва кој посебно се негува во православното монаштво. Бројаниците се прават во црна боја и од чиста волна, обично со 33, 50, 100 или повеќе топчиња и служат за броење на молитвите. Самите бројаници се плетат на еден специфичен начин, така што секое топче содржи во себе 7 пишани крстови. Бројаницата служи за исполнување на молитвеното правило не само на монасите, туку и на секој православен христијанин. Самите монаси и монахини се молат додека ги плетат бројаниците, така што бројаницата не само што е плод на молитвата, туку и се осветува од неа. А меѓу молитвите во секојдневието на овдешните монахини влегува и обработувањето на едно мало парче земја во близина на манастирот. Сестра Ксенија секој ден излегува на оваа нивичка да види како напредува посадениот зеленчук и да сработи нешто. Она што оваа земја го раѓа е главно содржината на манастирската постна трпеза. Во скромната трпезарија, монахините од манастирот посветен на Пресвета Богородица ја подготвуваат просфората, лепчето со кое на секоја литургија се причестуваат верниците. Сестра Ксенија ја меси просфората на два дела, на тој начин се символизира Божјата и човечка природа на Христос. Така минуваат деновите на монахините во манастирот на Дресен, во тивка работа и постојана молитва. Како што првите поборници на изборната вера пред повеќе од 1500 години решиле да отидат во осаменост поблиску до Бога за да ја зачуваат чистотата на православната вера. Од тогаш се корените на женското монаштво, од најстарите времиња, кога основоположникот на општожителното монаштво, преподобен Пахомий Велики, формирал манастир каде игуманија била неговата сестра Марија. Преподобен Пахомий Велики живеел во 3 век во египетската пустина. По него Свети Василий Велики формирал женски манастир каде живеела неговата сестра Макрина со сестринството. Преподобен Пахомий Велики и Свети Василий Велики ги поставиле монашките канони кои важат и за машкото и за женското монаштво. Специфичноста на женското монаштво е во тоа што за секој женски манастир секогаш по правило стои машки манастир. Женскиот манастир функционира како метох на машкиот манастир. Во женскиот манастир свештенослужителот мора да биде јеромонах, а и духовникот на манастирот е од редовите на машкиот манастир. Така мора да биде. За духовник на женскиот манастир Успение на Пресвета Богородица од владиката Петар поставен е еден од првите монаси по возобновувањето на монаштвото во Македонија во 95-та година. Тоа е отец Давид, игуменот на Сливничкиот манастир. Отец Давид е духовен отец на монахините и свештенослужител во женскиот манастир. Во женскиот манастир литургијата ја служи отец Давид. Литургијата е животот на црквата, вели отец Давид. Без оваа служба црквата не постои. И светите отци во преданието на црквата за литургијата говорат како за пат низ кој животот се осветува и преобразува во богочовечки. Во преданието е запишано: литургиски живеејќи, сиот живот човеков станува литургија, принос, вознесување, жртва, заедница, благодарење. Православниот христијанин не живее во црквата литургиски, а надвор од неа нелитургиски. Светата литургија и богослужењето не се просто само шанса, нешто што е во програмата на неговиот живот, туку животоносен калем на кој се калеми и се преобразува се вкупниот негов живот. Отец Давид во манастирот Успение на Пресвета Богородица ја служи оваа најважна црковна служба секојдневно. Монахините од манастирот Успение на Пресвета Богородица и нивниот духовен отец се дел од 70 на млади луѓе во Македонија, кои во текот на последните 5 години го примија монаштвото. Тие живеат настрана од светот, во самотија, посветени на Бога, следејќи ги монашките завети, целомудрието, сиромаштијата и послушанието на исповедникот или духовниот отец. Одрекувајќи се од светот,
Монахот го следи целомудрието, објаснуваат монасите. Тоа е патот кон молитвената мудрост и бестрасност, во највозвишен духовен живот, посветен на црквата и Христа. Совршеното целомудрие не се состои само во телесното воздржување, туку во постојана чистота на умот. Молитвата и смирението одат заедно со целомудрието и го одржуваат правилно. Монасите се бранат од гордоста како од блуд на душата. Монахот ја прекинува секоја поврзаност со материјалното богатство, со имотот, позајмувањето, со цел да ја достигне доблеста на нестекнување или сиромаштија. Се одрекува од бучавата на светот, не го интересира вредноста на парите. Така монахот постигнува да биде слободен и безгрижен, без стеснувања. По зборовите на свети Ефрем Сирин, монахот кој е сиромашен е орел кој високо лета. Според преданието, целото наследство кое првиот монах, свети Антониј Велики, го оставил на своите ученици на монаштвото, или како што уште се нарекува Пустинскиот универзитет, биле 3 облекла власеници. Во општежитието на свети Пахомии постоеле монаси кои за целиот свој живот воопшто не виделе пари. Монасите се заветуваат на сиромаштијата и нестекнувањето како основен принцип на монашкиот живот, зашто така невознемирувани може да стигнат до својата цел, обожувањето на Бога. Според аскетското учење, монахот е повикан да го победи светот, телото и демонот. Многу често она што е пријатно и добро за светот, за монахот е недостојно, бидејќи тој размислува поинаку. Светот го смета богатството за успех и услов за среќа, а за монахот секое стекнување е оддалечување од Бога. Сиромаштијата и целомудрието без одрекување од светот и нељубопитно послушание на духовниот отец, зборуваат монасите за своите завети, се како дрво без корен. Послушанието значи искоренување на егоистичната состојба која управува со светот. Монахот е послушен пред неговиот исповедник, духовен отец или, како што уште се нарекува, пред старецот. Според свети Симеон, нов богослов, вистински духовен отец може да биде оној кој свесно го примил Светиот Дух. Тој се бори за подобрување и исцелување на душевните слабости и несовршенства, почитувајќи ја слободата и волјата на другиот. Игуменот или духовниот отец не е само власт и управување на манастирот, туку ја има одговорноста за братството и за неговото приведување кон Христа. Игуменот се препознава меѓу другите по неговата доблест и побожност. Тоа се заветите на кои секој монах се обврзува кога решава да живее поинаку од останатите луѓе. Тој живее тивко и настрана, сам, послушен на каноните и посветен на Бога. Покрај манастирот Успение на Пресвета Богородица, Сливничкиот манастир има уште еден метох каде служи отец Давид. Тоа е манастирот Свети Георгии во Курбиново. Во овој манастир е зачуван светски познатиот византијски фрескопис од 12 век. Самиот манастир се наоѓа во еден од најубавите предели на Преспа и бил еден од центрите на византискиот духовен живот во Македонија. Токму на ова место, каде векови наназад монасите се повлекувале во самотија за да се доближат до Бога, отец Давид зборува за суштината на монашката посветеност, за вековната мисија на монасите во одбраната и зачувувањето на чистотата на верата која продолжува до денеска, во контекстот на современите случувања кај нас во Македонската православна црква.